Tamo владееше чат и барут, плакови и лелекања. 1948 година, едно после ручок се не собраја во селото сите мали деца кои бевме спремени за да преминиме границата. Одевме пешки, неколку дена се застануваме во шумата, каде преспиваме. Почна авиони над нас да летат, мислевме дека ќе последниот ден на нашиот живот ќе би тоа, само за среќа не приметија, бевме мали, скриени меѓу дрвата и така поминавме, дојдовме во Југославија, во Љубојно. Од моето детство, од таа проклета 48 не паметам многу, паметам чадој, шурки крвје, густо пивтосано од плачој, паметам приказни за гоце, оросена болка, закоравена тага, натежната со мирис на копнеш. Паметам, тоа беше мартовска зима. Таму, високо на ниđe, таму низ белите маглини чекор по чекор, тешки чекори бавни, врвица долга, низ патеки стрмни, низ борието густо натежнато од снег, тромо се влече колоната. И паметам, тоа беше ден невратен, ден жигосан, што тажно влечејки се, ден суден, бегалци бевме, страдалници, бегалци од родина своја. И патем, паметам, овкаше некој овкаше болно и пред да згрне трунка сонце, уште еднаш зарипната офна, а потоа се струполи нешто како клопче што пласна врз снегот бел, остана згрчен како црна дамка. И се слушна шепот, покој за душа. Али сепак, благодарејќи на владата југословенска, која не прихвати, не прими и се сместивме во домовите на Југословенскиот Црвен крст под негови закрила. Таму се сместивме првиот ден, бевме многу, се разбира, помалите продолживме за Скопје, а поголемите со друг воз тргнаја за Чехословачка и за другите држави на исток. Ние од Скопје тргнавме за Београд, каде во Београд бевме разделени на неколку домови. Уште помалите беа, значи тие 7-годишни и 6-годишни отидоа за Црквеница, а ние околу 10 години што имавме, дојдовме во Бела црква. Тука стигнавме некаде во март 1948 година, каде не разделија како беме по возраст, во разни домови према годините кои имавме и према машки и женски беа разделени во други домови. Мајчиниот дом го замени овој дом. Секоја сабајле не чекаше топло млеко, чај, сирење и друго. Кога ќе дојдеме, се беше наместено, секој си го знаевме својот ред. Полека ќе влезиме, ќе јадиме, ќе излезиме, ќе одиме на некоја прошетка до езерцата или пак до реката Нера. Кога ќе дојдеме веќе на ручек, се беше готово. Топло јадење. При тогашните тешки услови, бидејќи се живееше со купони, ова беше премногу за нас. И презадоволни бевме. Ке ручавме, нашите васпитачки тука, нашите постари мајки што дојдоа од Егејска Македонија, ке не однесат преку летот на езерцата или на ливада на прошетка. Или пак ги решававме своите задачи со помош на васпитачки во занималните.
su nekako divlji, preplašeni, kao da su tuđi i ta njihova tuđinost osjećala se još dosta dugo u tom periodu, jer su bili zastrašeni od ratnih neprilika koje su zadesile. Tu su bili smešteni, znam da smo pokušavali da im priđemo, dotakneš nekoga ili pitaju ga za ime, kako se zove, a on plašljivo i mrgodno gleda, misli da je to Nemac ili da je to Italijan, fašista. Takva su osjećanja bila kod njih i mi smo ih se prosto onako iznenadili kako, na koji način da ih priđemo pa da ih odogovorimo, da osete da smo mi svoji rođeni. I to je trajalo jedan period dosta dug, no počele su škole i tu kroz školu mešani sa decom ovdašnjom. Žene naše primale su ih u domove i mi smo polako postali kao da smo jedni. To osjećanje da smo jedni zavladalo tolikoj meri da smo stvarno osjetili kao da smo rođeni. To su bila deca u ono vreme, koji su bili mali. Danas, posle 30 godina, ponovo smo se vratili u te dane kad su bili mali. Suze su bile u očima svima, i njima i nama. I na onom delu kad smo se prvi put sreli, kad smo ih prvi put vidjeli na granici Atara, Bele crkve, kad smo ih ugledali, pa mislimo, pa ovo su već veliki ljudi. Idem da se vidim. Čekam da te vidim straživno. Ja sam te videla od koga mi se da kažem. Sakam da se vidim i posle toliko godina da me soberem. Od koga vidim, dojde. Zlatni moji, zlatni moji. Zlatni moji deca. Olele. Ставам долу и не да знаеш. Ajde. Najskъпо живот от тебе съм да го откупам ти с злато više. Ja sam je dođu. Sofija, majko. Ruža! Ruža! A mene ne me podno smenče. A ja Се сеќавам, ќе успеевме да избегаме и додиме на капење во езерото. Ќе одевме ние деца, ќе соберевме група, ќе се капевме, тоа беше езеро Тинја. По неколку пати ќе го испрепливавме, ќе се вратевме назад, изводенати, и кога ќе не собереше васпитачката, ќе ни речеше: добро бре деца, што мислите вие, да се разболите ли? И ние ќе се наведневме главата, знаеки дека не учи зарно. Ке си закјутевме, ке им даде шалиште, ке се прособлечевме и така. А дали се сеќаваш кој на езеро кодевме, кога кршевме мразот и се пикавме натре да... Се сеќам на многу моменти. Па нареден момент беше да се сетиме. Многу моменти беа, но ето така. Играјќи фудбал, ја добро ја закачив топката, па удри во прозорот на директорот. Станој. Излезе надвор и некој од другарчињата ме кажа и директорот зеде ме затвори во канцеларија кај него, мислејќи дека ја ќе бидам затворен под казна, а прозорот скршен и ја преку прозор избегав, не? Доаѓа во училницата и прашува: кој е тој што беше затворен, а избега? Сите ќутиме и во еден момент доаѓа и наставничката Добрила, а ја капата на глава ја имав. Иначе ние овде слабо знаеме да збориме српски. А она ми се обраќа и вели, она ме викала иначе Зец по надимак,
Зец, скини капу. Гледам, па става раката на глава и мислам како да ја скинем. Па повторно со повишен тон. Зец, скини капу, кој ти каже. Ја повторно става раката на главата и во еден момент ми вели, исто домец Ташко Козаров со мене седеше, вели, симија е капата. И ја симија капата и вели, па тако. Па ја велам, па што не кажете наставнички? Беа организирани и школи на македонски јазик, така да децата почнаа да учат на македонски јазик. Добивме наставници од Македонија, а исто така другиот персонацел беше од Бела црква. Овдека бевме 7 домови и си створивме еден куќен ред. Тоа ни беше станување сабеле, местење на креветите, доручок, па химната. Во Југославија бев во Стара Гора. Како мајка со децата партизански. Имав 10 деца мали. Моите деца и пратив со друга мајка, а јас со други деца. И сакав од срце децата. Многу и сакав и жалав зашто беа мали и немае мајки со нив. Ние беме мајки. И многу ме сакаја децата. Ако се префрлив од Стара Гора во Бела црква, одев во радната соба, децата беа деца, сакаја да игри. И застанував таму натре и му кажував приказки. Бев на еден филм Афера од Тринидад, инаку треба да признам дека љубимица ми е Рита Хейворд. Се вратив од филмот и бидејќи имав талент за игра, другарите ми викат, ајде Марика, заиграј нешто, како Рита. И се разбира, бидејќи имав подолги коси, ги пуштав и се обидував да ја имитирам. Тешко е да се рече дека можев да ја имитирам, но колку толку за нашето време и за оние поимови што тогаш беа, сепак тоа беше успешно. И сега сите ме познаваат, Марика, ти си таа балерината, а јас не ги познавам сите, за жал, времето го направи своето, тоа беше пред 23 години, многу одамна. Јас сам била за свих балета и ритмике за мушкарце и за девојчице, професорка балета и ритмике. По деца су ме јако волела. И мушкарцици и девојчице. Јас сам им била све. Kad god su nešto teli, oni dođu kod mene, lupaju na vrata. Tako su bili lijepo vaspitani, da je to čudo jedno bilo. Naše vaspitačice su bile divne. One ih divno vaspitali. I uvek su dolazili kad im nešto trebalo. Pa dođu pa me molu, teta Smiljo, ajdete i vi sa nami, gde možemo mi same. Mi be vas ništa ne možemo. Kako vi udesite, nam je sve to lepo. I tako je bilo. Bile su divne. Ja sam mnogo plakala kad sam otišla i oni isto. Јас исто сум една од ученичките на тетка Смилја, учествував во балетската група, вежбав, работев. За сите костими, за сите игри што ги имавме, све беше нејзина креација. За копелија, за оноа индијанската игра Марика. За секој ден настапона имаше посебен костим, тоа беа великолепни костими. Има исто еден балет, една наша народна игра македонска, она ја направи балет. Точно костимите беа од нашата народна носија направени.
се така во балетски стил, али исто во нашата народна носија. Она секој ден ми ја чекавме кога ќе биде часот, за да дојдеме на тие часови, да учиме балет. Просто саатот го чекавме со нетрпение и сам чекавме да дојде тетка Смилја, а по неј тетка Ана, која што не учеше да свириме на клавир. Исто јас учев тука кај незе на клавир 6 години завршив и она сметаше дека јас ќе продолжам ќе учам музичко училиште, меѓутоа не успеав, јас завршив економско училиште, али сепак љубовта кон музиката, кон играта и сето друго ми остана во сеќавање и сите убави спомени од тоа ми се од домот овдека. Постоеше и машка група, и тоа група на морнари, од две генерации. Една група беше од повозрастни ученици, а другата група беше од помалите. Се сеќавам многу пати како после приритмите кои ги дававме во Бела црква, после тие игри, ние, кога ќе излегуваме во градот, знам многу од гледачите кои не гледаа, ни викаа браво морнари, многу убаво вежбавте, а сите тие вежби, тие ритмички игри кои ги изведувавме ние морнарите, за тоа е заслужна тетка Смилја. Ја кога гледам овде тетка Смилја, некако сум возбуден многу, и не можам, значи, тетка Смилја ни опополнуваше времето, што ни, мислам, расположението ни го правеше, што не ни достасуваше, затоа што ние беме као деца оддалечени или од своите родители, од мајки и татковци. Тетка Смилја ни опополна тоа време и не осеќаме таа далечина на нашите родители. Велика вам фала на ово што се ме позвали пре моje смрти, jer ja sam 84 godine. Mnogo sam doživela. I velika vam hvala na svemu. Hvala lepo. Бев еден од најмалите домци тука и ги поминав сите домови во Југославија кои што беа под покровителство на Црвениот крст. И тоа почнувајќи од Словенија, Стара Гора, па во Црквеница Хрватска, па дојдов во Бела црква и на крајот завршив во домот 11 октомври во Скопје. '54 година почнаа да се јавуваат нашите родители од странство и преку Црвениот крст почнавме да се враќаме кај своите родители, така да јас се вратив со брат ми во 56 година во Чехословачка, каде до ден денес живеам во град Брнево. Двата другари, Лазо и Коста, отидоа за Австралија, во разни градови. 56 година со револуцијата во Мажарска добивме исто така деца во овој дом, деца на наша возраст, пошто беа и тие, Мажарска е позната како спортска нација, беа и тие на некој начин заинтересирани за спортот и ние се договоривме да градот ни биде покровител и организиравме една така наречена мала олимпијада. Мада ние бевме малку деца, може би да речеме од 50 деца, требаше, ние македонците што бевме тука во домот, требаше да се бират во сите спортови, маđарите беа преку 1000 души и успеавме во голем број дисциплини да ги победиме. 56 година заминав за Полска, кај ми беа родителите. Ама навикната на домски живот, многу не можев дома да останам, да се привикнам на една домашна атмосфера, пак сама на моја иницијатива и на иницијативата на сестрите, пак баравме да се сместиме во дом. После 13 години, заминувајќи за Скопје, помислив Бела црква не е далеко, би сакала да ја видам пак,
тука поминав неколку години од моето детинство и се вратив да ја видам Бела црква на еден ден, ама го познаев сегашниот мојот маж, се омажив, имам 3 деца и работам веќе 10 години како лекар. Како штичаничка во овој дом живеев, уште од 48 година, и живеев во домот и заедно со воспитачката Стоја, и таа желба за да продолжам понатаму да се воспитувам и да учам ја вроди баш таја. Затоа што од таа љубов што ја гледав како работи, како ги сака децата, како ги поучува да работат, да везат, да плетат, да се занимаваат со таа рачна работа, се префрли и на мене и јас продолжив да учам и завршив учителска школа во Битола и таа работа со тие деца што ги засакав од домот, продолжив и ја префрлив желбата и на децата да понатаму да работам со нив. Мислим да сте вие у Југославија нашли оно што вам е недостајало родители, одвоили су вас од родителја, од свега, али чини ми се да сте нашли у нама. Почевши од тетка Смилје, која свим срце и залагала се, разумеш, и давала од себе максимум труда и напора према својим способностима, а мислим да и целокупан персонал вас ја прихватио као своју децу у целини, онако цела Југославија, а посебно онај персонал кој е радио sa vama. Meni je veoma drago da ste vi svi svoji ljudi i da vas danas ovako vidim čile, vesele i sama sam uzbuđena. Verujte, veoma mi je prijatno što smo se ponovo sreli, makar i ovako na kratko. Кога ми пуштија писмо дека после 30 години ќе има средба во Бела црква, бев многу весел и за мене беше тоа нешто неверојатно во толку години да можа поново да се сретнам со сите домци, така да и малку побрзав од другите, дојдов 2 дена побрзо во Бела црква, да само малку погледам сите места кај проживеав практично моите најубави млади години од 11 до 18 година. Да се поново сретнам со своите најдобри пријатели и пријателки, со своите браќа и сестри кои тука проживеевме најубави 8 години својот живот. Кога слушнав дека ќе се соберат сите домци овде у Бела црква, ја бев многу радосен и васпитачката моја каже, знаеш што, Коле, шта му е? Каже, ќе дојдат децата овде на 11, 12 и 13 мај, овде во домот, ќе имате многу убав сусрет. А ја ако слушнав бев многу радосен и секој ден чекав кога ќе дојди 11, 12, 13 мај да и дочекам моите другари после 30 и 25 и 18 и 16 и 15 години кои не сум видел там. И го дочекав тој ден, кога тој ден ми беше еден најрадосен ден. Синоќа, кога стигнаја сите, ја право од работа, овде дојдов во домот, кој сум бил овде, и чекав 5 сати и чекав. Срцето ми беше многу радосно. И ја кој видов моите другари во заградај, сите бевме